На свечена седница во владата беа доделени национални признанија за спортски достигнувања. 22 спортисти покрај пофалници ќе добиваат и месечна доживотна пензија во износ од половина до 1,5 просечна месечна плата исплатена во Македонија во претходната година. Не го правиме ова од куртоазија, туку од силно убедување. Од уверување дека државава, ако не ги цени своите спортски херои, полека ја губи и својата душа. Државата не сме и нема да го заборави никого кој што донеле слава и чест и ја промовирале истата. Овие 22 признанија се само почеток. Но ниту едно од овие 22 имиња не беше албанец. Запрашан за тоа, премиерот Мицкоски објасни дека станува збор само за спортисти кои настапувале во колективни спортови. Немаше, освен овие кои што ги видовте денеска, нема други имиња кои што освоиле Лига на шампиони или Евролига. Понатаму Мицковски истакна дека во индивидуалните спортови за вакви високи резултати наградени со ваков тип на доживотна пензија, ако се гледа по проценти, 47% се македонци, над 20% се албанци, а останатите се од другите заедници. Јас сум убеден дека набрзо од денеска ќе имаме и нови вакви јунаци, без разлика дали се македонци, дали се албанци, турци, срби, власи, роми, бошњаци или останати македонски државјани, кои што ќе ја промовираат својата држава и во индивидуалните спортови, но и во колективните спортови. Инаку со национална награда за високи спортски достигнувања одликувани се познати спортски имиња од фудбалот кои ја освоиле Лигата на шампионите со своите клубови за кои играа, потоа двајца поранешни кошаркари кои ја освоиле Евролигата, а најбројни се ракометарите кои во машка и женска конкуренција ја освоиле ракометната Лига на шампиони. Лазаров со Барселона, а останатите со Вардар и поранешниот женски ракометен клуб Кометал Ѓорче Петров.